Осама бин Мухамед бин Авад бин Ладен. Најозогласениот терорист на денешницата беше роден на 10 март 1957 година во Ријад, Саудиска Арабија. Неговиот татко, Мохамед бин Ладен, бил богат бизнисмен и член на саудиското кралско семејство, а својот живот го загубил во 1967 година во авионска несреќа. Осама пак бил пораснат во духот на вахабизмот, а во поглед на неговото образование студирал економија и бизнис администрација на Универзитетот Кралот Абдул Азиз. Во 1974 година пак Бин Ладен се оженил со својата прва жена, Најва Ганем, а од 2002 година па натаму Осама се оженил и со уште 4 други жени и се претпоставува дека е татко на преку 20 деца. Идеологијата на Бин Ладен се базирала на жестоко спроведување на исламскиот шеријатски закон, низ борба, бомбардирање и уништување. Особено се спротивставуваше на американското присуство на Блискиот Исток, а покрај многобројните напади против американските представништва. Интересно е тоа што во 1979 година Осама беше токму на американска страна за време на советската инвазија во Авганистан. Трн во окото на американската влада пак Бин Ладен стана во 1998 година по терористичките напади над американските амбасади во Танзанија и Кенија, во кои животите ги загубија над 200 лица. 3 години подосна пак во досега најголемиот терористички напад на американска територија, рушењето на кулите близначки во Њујорк, загинаа повеќе од 2700 лица, а токму Саудијето се декларираше за организатор на нападите. Тогашниот американски претседател Џорџ Буш за време на своите 2 мандати од 2001 до 2009 година поведе жестока потрага против Бин Ладен, за кого се претпоставуваше дека се крие во планинскиот регион на границата помеѓу Авганистан и Пакистан, но никогаш не успеа да го пронајде. 2 години подосна пак најголемата американска битка против светскиот тероризам. Со смртта на Бин Ладен конечно ја доби сегашниот американски претседател Барак Обама.